Господин Ковачевски, добар ден. Како државата ќе се справува со енергетската криза? Што е во план освен договореното со Бугарија? Во делот на електричната енергија ЕСМ за оваа година го направи планот за производство зголемен за 25% во однос на минатата година, се со цел да се испорачат колку што е можно повеќе количини на електрична енергија од домашно производство. Во првите 7 месеци од оваа година имаме зголемување за 40% производство во термоелектраните, тоа се во РЕК Битола и во РЕК Осломе, но следствено на тоа имаме и намалување за 25% на производството од хидроенергија, затоа што имаме лоша хидрологија и водата која што е во нашите акумулации се чува за давање на системски и балансни услуги во периодите кога ќе ни биде потребно. За справување со оваа криза, заедно со владата се менаџираат пред се домашните капацитети. Минатата година го ставивме во функција после 12 години мирување капацитетот ТЕЦ Неготино, кој што работи на мазут, и веќе од август месец е веќе во функција повторно и сметаме дека со набавката на комплетни количини кои што ќе бидат потребни за зимскиот период, во континуитет ТЕЦ Неготино ќе работи до завршувањето на грејната сезона, а тоа е негде крајот на април и почетокот на мај месец. Што се однесува до другите капацитети, ограничени сме со ресурсот, тоа е природниот газ, кој што во моментот се преговара да го добиеме во нашата држава. Единствена конекција ни е преку Република Бугарија, меѓутоа газот може да дојде и од Република Србија, затоа и разговаравме на Open Balkan, доколку нашиот северен сосед има можност да ни помогне во делот на природниот газ, тоа ќе ни биде добре дојдено и со тоа ќе може да планираме да се стави во комплетна функција прво сопствената централа која што е на ЕСМ, тоа е Когел од 30 мегавати која што се наоѓа во комплексот Железара во Скопје, но позначајно е да се обезбеди газ за функционирање на приватната гасна централа Тето, која што е со номинална моќ од 210 мегавати и кој што таа енергија треба да се произведи за стопанството, односно бизнис секторот, за да може да се помогне и овој сегмент. Генерално, доколку се движи како што се планира, сметаме дека со набавката на јаглен, со набавката на мазут и со дополнително обезбедување на количини на природен газ, дека успешно ќе се справиме со енергетската криза, дека ќе испорачаме максимално доволно електрична енергија. Она што станува за наредната недела, постојано треба да се направи посета, мислам дека е закажана за во вторник, посета во Атина, каде што со нашиот премиер Ковачевски, со премиерот на Грција Мицотаки, со министрите, надлежните министри, со енергетските компании треба да се направи работна средба каде што ќе може да се исто така побара помош и поддршка, односно заедна соработка со енергетскиот сектор на нашиот јужен сосед и така веќе заокружуваме регионално да нашата држава биде во овој момент сериозно обезбедена со ресурси и со производство на електрична енергија. Со зголеменото производство на домашна електрична енергија, пред неколку години го прецизиравме зеленото сценарио, меѓутоа енергетската криза веќе не врати повторно да произведуваме повеќе електрична енергија од термоелектраните, токму затоа уште од минатата година, кога се најави енергетската криза, превзедовме мерки и активности за отворање на 2 нови копови. Едниот коп е во РЕК Битола, тоа е локалитетот Живојно, кој што уште пред 20 години беше планиран да се почне со експлоатација. До крајот на годината веќе да почнеме со првите ископи во овој локалитет, кој што и тоа како ќе ни помогне за нормално функционирање на термоблоковите во РЕК Битола. И втората работа е во локалитетот Осломе, има позиција каде што има исто така една можност за ископ на сопствен јаглен, тоа е локалитетот Гуштерица. Таму веќе наредната недела ќе се почне планиране веќе започнување до 15 септември со ископ и влегување во оваа локација, за да може во наредната зима да се обезбедат доволни количини сопствено производство на јаглен и за Осломе. Не очекува ли тешка и неизвестна зима за граѓаните и компаниите, можни ли се и одредени рестрикции? Значи, ние апелираме уште пред неколку месеци, кажуваме дека
оваа зима ќе биде најтешката зима не само кај нас, него и во рамките на регионот и во цела Европа, најтешката зима во изминатите 70 години. И затоа ние ги правиме овие акциони планови заедно со владата, со сериозна поддршка и од премиерот и од министрите, да имаме комплетна подготовка и реализација на грејната сезона која што почнува од октомври месец, да произведиме доволно количина на електрична енергија и при тоа да немаме зголемување на цената, затоа што сепак на крајот цената ја плаќаме сите ние граѓаните. Меѓутоа, ние го зголемуваме производството, кажав и претходно, со зголемено производство рестрикциите не се опција, затоа ги правиме сите овие напори да немаме рестрикции на електрична енергија, а при тоа исто така да ги намалиме производните цени за да не може да има ценовни шокови на страната кај граѓаните, а исто така владата прави напор за стопанството, односно бизнис секторот да добие поевтина електрична енергија. Господин Ковачевски, благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Благодарам и на вас.